Бајколент. Аудио бајки. Кој е Зоки Поки? И ако сакате да го запознаете, каде можете да го најдете? Зоки Поки не е разбойник. Не е ни гусар, ни индијанец. Зоки Поки не е ни циркуски клоун, ни фудбалер, ни седмоглаво чудовиште, ни волшебник, ни риба, а сепак има необично име. Тоа име му го стави една Лидија. Една Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Само не брзајте, ќе ја запознаете и ќе ви се здодее од неа. Да, кога Зоки Поки не е ништо од ова што рековме, тогаш што е? За да не ве исплашиме веднаш, ќе ви кажеме дека кога Зоки Поки се буди и се протега прави кога се смее хо-хо-хо, кога плаче о леле, а кога некому му се подбива уа. Па тогаш, нели Зоки Поки е дете? Точно, без грешка. За да си го представите поубаво, ви го нацртавме. Но што да ви правиме ако не верувате дека е токму таков? Најпосле, кога некој некого не познава, може секој да си го замисли. Ке речете, така си е. Затоа, ако сакате да го запознаете Зоки Поки, првин ќе препорачаме да ги прочитате приказните за него. А ако и покрај тоа сакате да го сретнете, ќе морате да поидете од она што сте го дознале за него и да го барате. Каде ќе го најдете? Ако ви се сторил итрец, барајте го меѓу итрите. Ако ви се сторил инаетчија, барајте го меѓу инаетчиите. Ако ви се сторил шегаджија, меѓу шегаджиите. Ако ви се сторил храбар, палавко или дружелюбив, меѓу храбрите, палавите или дружелюбивите. Барајте го и секако ќе го најдете. И запомнете, не мора да одите многу далеку, зашто можеби Зоки Поки ќе ви заприлега на некого од вас, па дури можеби и на вас сами. Ако ти се допадна бајката, притисни лайк, шер и сабскрајб. Се гледаме во следната бајка.